Добар ден, криптоентузијасти. Ова ќе биде кратко видео, како што, нели, до сега многу пати бев запрашан кој сум и што сум и зошто го правам сето ова. Очигледно уште од самиот почеток имаше некои забуни од типот дека сето ова ќе биде некаков скем, не знам, канал, па ќе продавам, не знам, посебна материја или ќе имам некој, не знам, специјален клуб кај што само оние кои што ќе плаќаат членарија ќе добиваат типови, не знам, која беше целата таа збрка. Оние кои што се подолго со нашиот канал знаат дека уште на самиот почеток имаше предупредување на групите на Facebook, како, нели, ова биле само 2-3 видеа, па после јас ќе сум почнал да правам, не знам, приватни видеа за кои што ќе морало да плаќате, како и да е. Во секој случај, значи, поголемиот дел од заедницата би сакала да го направам ово кратко видео, затоа и го правам. Со оглед на фактот дека има доста забуни за тоа кој сум, од каде сум и зошто го правам сето ова. Значи, прво би почнал од моментот дека постојат многу луѓе кои што направиле профит во крипто, или барем така, нели, се изјаснуваат, но сепак би можеле уште нешто малку да направат. Така, со оглед на фактот дека сите оние канали кои што моментално се наоѓаат на Балканот, повеќето од нив бараат чланарини, бараат, не знам, subscription, па не знам, приватни евенти, како и да е. Значи, крипто представува јавна наука. Крипто представува нешто што го има насекаде во светот и моментално жално е во Македонија да го нема. За жал, моментално во Македонија дури оние кои што сакаат да го направат тоа и да направат некаков тип на едукација, го прават само ако имаат интерес од тоа. Значи, жално е од друга страна да кажете дека вие сте, не знам, милионер од крипто, а во исто време парате 50 евра од човек за влез на некаква си конвенција, не знам што. Нели е жал на сопствениот народ? Ако веќе сте направиле доволно пари од крипто, нели е жално за едукација да наплаќате на сопствениот народ, каде знаете дека моментално ни леп немаат да си купат нова. Така. Значи, кога ќе погледнеме целата оваа ситуација, жално е луѓе кои што направиле нешто во оваа криптосфера и научиле како го прават тоа, да наплаќаат на оние кои што не можат тоа да го направат поради нивната базична јазична бариера. Така да, само уште еднаш ќе напоменам сите оние кои што го прават тоа низ целиот Балкан, не само Македонија, нема голема разлика помеѓу Македонија, Црна Гора, Србија, Босна, сегде е истата ситуација, сегде се истите маки. Едноставно, доколку имате малку време да одвоите и да направите нешто назад за заедницата, воопште не е лоша идеја тоа да го направите. Така да и нашиот канал моментално го прави ова за да изгради заедница која што многу подобро ќе може да се пласира на следниот bull market. Иако ова го кажувам постојано, можеби на некого сум досаден со сето ова, но мора да го разберете така. Повеќе очи многу подобро гледаат на еден пазар отколку само еден човек за себе. Така да гледате и сами дека постепено заедницата се развива, почнуваат да циркулираат пораки помеѓу нас како заедница, социјалистите да бидат споделени или на мојот канал или на групата Криптовалути Македонија, како и да е. Значи секоја се работка е добредојдена со цел да можеме да се унапредиме самите себе си. На крајот од денот сите сме овде за профит, да бидеме реални. Но доколку веќе имам нешто повеќе направено до останатите, најмалку што можеме да споделам малку време и да го споделам тоа на оние кои што им е потребно, кои што сакаат да научат. Значи, самиот канал, идејата потекна од тоа што имав луѓе дома кои што сакаат да научат за ова, јас немав начин како да им го објаснам, освен преку прво цртежи, а потоа видео. Така да, ако може видите, сами ова беше буквално експеримент кој што на некој начин барем мене ми изгледа успешен, се уште сега за сега трае и почетната идеја е што може повеќе да се даде на некој начин информации на оние кои што сакаат да научат во однос со криптосферата. Сега, до сега имаме направено 188 видеа и 6 лайв стрими кои што заедно па скоро веќе 200 видеа имаме без шортс. Значи имаме 200 едукативни видеа во кои што имате дневни анализи, имате едукативна програма, како што може да погледнете на самиот канал. Значи веќе имаме, доколку погледнеме делот со едукација, значи ако ги погледнеме нашите плейлисти, на делот со едукација, односно напредниот курс, имате повеќе од, значи стасани сме до 69-тото видео за едукација. Тоа се 69 видеа за едукација во кои што не се бројат лайв стримовите, не се бројат дополнително анализите на токени и слично. Така да имајте го тоа во предвид, главниот дел на нашиот канал е да изврши едукација, а на крајот повторно станува на што вие ќе правите сето тоа. Значи, идејата беше каналот уствари да направи некоја основна едукација, но кога видовме дека има интерес, а јас имам доволно време, од време на време, како што може да гледате дури еднаш дневно, да направам видео за вас, за кое што, како што напоменаа на почетокот, ја требаше да наплатим уште од, не знам, 5-тото видео, но нема потреба. Зошто е тоа така?
Значи, она што го добивам од заедницата, оние информации кои што исподелуваат со мене, кои што јас ги споделувам назад со вас, се многу поголема помош. И ако тоа го разберете, се многу поголема, да речам, вредност од оние колку 10 евра, 15 евра што ќе ви ги земам, да бидеме реални. На крајот од денот гледате дека ни бркам субскрипции, ни бркам, не знам, лајкови, ни па се обидувам тоа да го материализирам некако, за да знаете дека не го материализирам ова, јас затоа и го имам овдека оваа статистика, каде што може да погледнете дека во целата моја работа, за сите овие 200 видеа, вкупно имам добиено $22. Значи, жално е да се каже дека мене и дневницата, часовницата ми е негде оприлика оваа цена, така да, нели, значи, ако ги земете овие 200 часови, ова е 200 часови практично, затоа што сите видеа ми се оприлика по 1 час, 200 часови практично со уште 200 часови припрема или малку повеќе, значи оприлика некои 400-500 часа сум посветил на овој канал, иако нели има и доста повеќе во однос со тоа дека треба да се истражи, дека треба да се, нели, да се научи, како и да е. Јас сум имал да речем шансата да го направам тоа со оглед на фактот дека мојата професија ми дозволува, имам доволно време да го направам тоа, а сум и долго време во пазарот. Дополнително она што вас ве интересира е од каде се моите на некој начин образование со кое што би можел ова да го правам. Значи, моите познавања од економија не се од криптомаркетот, ако што може да видите и сами, значи ова е уствари мојата диплома од правниот факултет за завршен втор циклус на студии, односно јас не само што сум магистар по право, туку сум и магистар по финансии и финансово право, односно вториот циклус ми беше практично претежно економија, поврзана со финансии и финансово право, каде што доста научив за тоа како функционира самата економија и од каде се тоа, нели, потекнува, со тоа што нормално никој не може од факултет едноставно да го знае се тоа, мора да се надградите и самите, и цел живот го правам тоа. Во вториот дел, како што може видите и сами, имам завршено и правосуден испит, кој што исто така дополнително, значи знаете и сами дека овдека има повеќе од 10.000 страни за учење, но не сум од оние кои што полагаа со кликање на компјутер, туку сум од оние кои што полагаа усно пред председатели на судови и слично, така да, нели, она што сум го знаел, сум морал да го знам. Сум од сиромашна фамилија, оние кои што оделе со кесиња во батиките знаат точно за што зборувам, и јас сум морал да одам со сендвич од ајвар кој што сум го јадел по возот за Скопје, со цел да стасам на факултет за да можам да го завршам ово чудо, од кое што вториот циклус со студии морав да го платам сам за себе си, така да оние кои што работеле за да си платат школување знаат точно за што зборувам, а работете кај адвокати, доколку немате ваша адвокатска канцеларија, е исто така доста интересна појава, со оглед на фактот дека на почеток да работите без пари, а јас имам искуство уште од првата година на правниот факултет, што значи дека 5 години работев кај адвокати скоро без пари, за после тоа да работам, значи сум работел во 3 канцеларии, една од тие на крајот беше и доста голема, каде што работев за 3 банки, не е битно кој, нели не можам да напоменам со оглед на фактот дека има онаа клаузула на доверба помеѓу клиенти и адвокати, со тоа што бев стручен соработник, јас искрено не сум бил адвокат, со оглед на фактот дека за тоа треба да платите сума која јас никогаш не успеав да ја соберам, со цел да имам осигурување и да можам да станам адвокат, така да лиценца немам, но јас бев стручен соработник со години, каде што работев за банки и видов како банките профитираат врз нашето население. Значи го видов тоа со своји очи, видов што се способни да направат извршителите, видов што се способни да направат нотарите и сум свесен за тоа како македонскиот народ страда поради сето ова. Но тоа не е најголемиот проблем во целата оваа ситуација, значи јас знам точно што е сиромаштија и никогаш не сум бил богат и сега стојам добро, но тоа не го менува фактот дека јас морав да излезам од нашата држава за да стасам до ситуација каде што ќе бидам во добра ситуација. Сум имал среќа да го прошетам цел свет, значи зборувам сите континенти освен Австралија, се уште треба да прошетам. Повеќе од 100 острови, значи сум бил на секаде на светот, бев златар на 2 големи флоти, бев златар на MSC, бев златар на Princess Cruises и сум имал шанса да погледнам многу од светот. Идејата е дека на крајот од денот, значи, можело да се прошета светот и со македонски пасош, немало потреба да се вадат монголски и татарски пасоши за сето тоа, но нели, тоа е друга тема, да не навлегуваме во тоа. Она што сакам да го напоменам, она што не можам да разберам кај македонскиот народ е моментот да не ми го земат лебот. Тоа никогаш не го разбрав. Значи, до крајот од денот ја повторно успеав, моментално сум менаџер на хотел во Малта, имам сосема солиден живот, можам да инвестирам, добив некој профит од претходниот bull market, сум early adopter, ако не на биткоин, на етериум сигурно,
Како и да е. Идејата е дека сум добил некоја соодветна соработка која што не мора да ја споделувам, значи верувате ми, тоа е најмалку питно. Она чаламење со купување Ламборџини е сосема промашена инвестиција што нели деца ја прават, како и да е. Идејата е дека на крајот од денот, ако сум успеал да го направам тоа, а имам народ дома кој што ги делал истите работи со мене, одел во истите кесиња во патики, јадел исти лепи и не знам сол. Значи многу добро знам како на сите тие им е потребно да најдат начин како да се извадат себе си од тоа. Можеби не е секогаш решение да избегате од сопствената држава, но можеби ја погледнавте оваа слика. Значи во секој момент кога ја бев потребен на мојата земја бев таму. Бев мал за 2001 година, за жал, но од 2001 па наваму секогаш кога било потребно јас сум бил на барикадите. Значи оние кои што ме познаваат знаат точно за што зборувам. Немало протест на кој што не сум бил присутен. Немало ќотек кој што не сум го добил за нашата земја и ова е слика од последниот протест кој што јас го организирав против татарските барања на Македонија за промена на уставот, за уценувањето кое што ни го прават моментално за влез во Европска унија, така да многу добро знам како нашиот народ страда и страдал и ќе страда, се ми е јасно. Но најмалку што можеме да направиме, оние кои што сме успеале малку повеќе, е да вратиме барем нешто на оние кои што останале дома. Значи, можеби не е многу, но она што го правам, повторно е некој аманет кој што останал од нас. Значи, овие дедовци не научиле нешто, оваа слика позади мене е аманет кој што го оставиле овие дедовци, дека и они биле, нели, светски луѓе, учеле низ Европа, повеќето од нив биле на некој начин и богати деца кои што се вратиле во Македонија да го направат тоа што треба за својата земја. Јас се уште немам доволно да направам повеќе, но она што го имам моментално е знаење кој што можам да споделам со вас. Така да овој аманет кој што останат од нашите дедовци, нека ни помогне да научиме пример дека од македонец за македонец е единствениот начин на кој што можеме да обстанеме. Значи гледате и сами дека нашата земја за жал се распаѓа. Се моментално кој што се случува е, како да кажам, жал. Значи нема потреба да разговарам за тоа, сите знаете точно што зборувам, но она што го научив од целата ова, да речам, приказна досега е дека со барикади и со отпор, со пароли и со протести не може да направите ништо. За жал, гледате дека има сили многу поголеми од нас кои што моментално не сакаат да не има. Но една битна работа која што ја научив патувајќи по светот е примерот за Израел. Значи, како сакате да сватите го? Може да го прекинете видеото веднаш кој е навреден, може слободно да се откаже од каналот, мене воопште не ми е битно. Ја го правам ова за оние тивките кои што го следат овој канал, сакајќи да научат нешто повеќе за крипто и се обидувам, значи се надевам дека ќе успеам на некој да му помогнам да се стабилизира себе си финансиски. Само ќе го кажам што пред да завршам видеото за примерот за Израел. Значи, во нашата земја е забрането и да го истакнеме нашето знаме. Во нашата земја е забрането да се декларираме како македонци. Дозволивме нашата земја да го смени нашето име. Идејата што е? Значи, ние треба да ги учиме и нашите поколенија и оние кои што моментално се овде дека само македонец со македонец може да направи нешто. И треба да ги учиме дека ова што моментално го правиме на крипто каналот е прост пример како може да функционира нашата македонска заедница да си помогне еден на друг. Значи без разлика дали се богат или сиромаш, не е битно. Оние 2 часа на ден кои што можам да ги одвоам за да направам едно видео за вас се најмалку што можам да направам со цел да помогнам некој да научи нешто малку повеќе, да оствари нешто малку повеќе во својот живот, а на тој начин, и затоа и го велам ова примерот за Израел, значи каде и да се наоѓаме во светот, да негуваме нашата култура и да помагаме еден на друг. Не постои македонец на кој што ја не сум помогнал и на Малта, и на Брод, и каде и да сум бил. Идејата е дека сега моментално ова што го правам, може би има поголемо значење во иднина, не знам, значи ова не е видео за само пофалба, верувајте ми, воопште не е. Идејата е само да ви објаснам дека јас на вистина немам никакви скриени цели, ако имав до сега мислам дека ќе беа јасни, што чекав да направам 500 видеа пред да го објавам тоа, нели? Смешно е. Значи, како што кажам уште еднаш, идејата е дека овие дедовци оставиле аманет кој што треба да го следиме. Модерните револуционери нема да бидат со пушка и нема да бидат со бомби. Модерните револуционери ќе бидат со финансии. Затоа и велам Израел, затоа што евреите од целиот свет со финансии успеа да го создадат Израел. Со ништо друго. Значи, само финансии може да помогнат на една идеја да се оствари. За жал, во овој денешен свет не помага ништо друго. Отпор не помага, протест не помага, ќотек не помага, ништо не помага, само финансии. Така да, начинот на кој што јас би можел да помогнам на вас и вие да помогнете на било кој што го познавате е да се осамостоиме самите себе си финансиски доволно, да не зависиме од оваа, како да кажам, томашна предавничка влада и да можеме самите себе си да одговараме со нашиот капитал.
Така да идејата е да помогнем на било колку што може повеќе луѓе да се осамостоат, затоа што следните револуционери на Македонија нема да бидат со пушка, ќе бидат со финансии. Ако имаме доволно финансии, која и да е идејата која што сакаме да оствариме, ќе оствариме. Некој за финансиска слобода, некој за слобода на Македонија, некој за враќање на ентитетот на Македонија. Идејата е дека на крајот од денот колку повеќе македонци имаат сопствени средства и финансии, толку посилни ќе бидеме да можеме да оствариме било што како македонци и македонска заедница. Овој канал е за македонци и секогаш ќе биде за македонци. Сите кои што се на овој канал, освен македонци, се само гости и тоа треба да го запамтат. Значи, на крајот од денот овој канал ќе постои само додека македонците имаат интерес за истиот. Се останато може да престане да гледа во овој момент, нема да ми смета воопште. Јас овој материјал и понатаму ќе продолжам да го работам само за македонците, затоа што најмалку што можеме да направиме е да се поддржиме едни со други. Се надевам дека некој ќе извлече пример од ова, како што јас извлеков пример од нашите дедовци, и најмалку што можеме да направиме моментално е да помогнем на овој начин. Да се надеваме дека ќе бидем финансиски постабилен, да помогнем повеќе, посебно на оние кои што се трудат дома да направат нешто за нашата земја, но сега за сега е рано, останува да го направиме тоа кога ќе дојде вистинскиот момент. Така да се надевам дека ова беше појаснување за тоа кој сум и што моментално се обидувам да направам. Значи, гледате, јас не разговарав за мене, разговарав за идејата на овој канал. Така да, идејата, уште еднаш ќе кажам, е градење на македонска заедница која што ќе помогне на самата себе си да стане финансиски независна. Значи, јас не знам се, јас учам моментално како што може видите и сами, оно што вие ми го нудите како информации е начин на кој што и јас се надоградувам себе си, за да можеме да направиме многу подобра иднина за самите себе си и за, да речам, можеби и идните генерации, доколку имаме шанса да направиме некаков профит во крипто, а крипто навистина ни нуди таа шанса. Така да ќе ве замолам уште еднаш, работете со мене, бидете активна заедница со која што ќе можеме да си помогнеме еден на друг. Гледате, јас, значи секој од вас кој што ми дава било каква информација, ја пласирам од негово лично име, затоа што секој еден член во оваа заедница е битен и сите оние тивки во позадина кои што гледаат овој канал, иако не ставиле лайк, иако не ставиле коментар, иако не коментирале, иако не рекле нешто добро, не е битно. Јас знам дека сте таму и знам дека го гледате овој канал и сум добил многу приватни пораки во кои што самите сте искажале, че морам да замислам колку ви е тешко да искажете таква поддршка, затоа што многу од вас интровертни личности едноставно не можат да се израдат како нас останатите кои што можеме да зборуваме по 10 часа пред камера. Така да, ќе запоменам уште еднаш, значи овие во позадина ми се многу побитни од оние гласните, не ме сваќате погрешно, не сакам никого да навредам, но верувајте ми, оние во позадина некогаш се многу повредни и многу поверни од сите останати кои што може да бидат гласни на каналот. Така да, уште еднаш, сите ве ценам, се надам дека ќе продолжиме понатаму како заедница, се надам дека разбравте мојата идеја, на крајот од денот, се дека постои интерес кај македонската заедница на нашиот канал, ќе продолжи да работи истата и да се надеваме дека овој bull market ќе ни донесе оно што сите го очекуваме, а тоа е добар профит и подобра иднина. Така да имајте добар ден, живеја Македонија и се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamingG.